Нов закон за избор на јавен обвинител за организиран криминал и корупција е првиот чекор што владата треба да го направи уште во стартот од 100 дена, за да ја врати довербата на граѓаните во правосудството и институциите. Откако Стејт департментот нотираше висока владина корупција во Македонија, непотизам, клиентелизам и долготрајна правда во судството, поранешниот антикорупционер Ѓорги Сламков посочува на клучна талка во синџерот на борбата против корупцијата. Каде што ќе бидат предвидени објективни мерливи критериуми за тоа кој може да биде таму во таа институција, кои постигнувања ги има во минатото направено. Значи, ова не се нам почетните, базичните чекори. Еве сега ние се наоѓаме во изборен процес. Значи, новата власт ќе треба уште во првите 100 дена по доаѓањето да прикаже суштински промени, суштински мерки во борбата против корупцијата. Според Сламков, потребни се итни реформи во Советот за јавни обвинители, Управниот одбор на Академијата за суди и обвинители, како и во Судскиот совет. Извештајот потсетува на унапредување во судството и обвинителството под политичко влијание, но и на недовербата на граѓаните во таков систем. Поранешниот антикорупционер вели дека начинот на функционирање на Судскиот совет и скандалите кои ги видовме не смеат да се повторат. Како поништена одлука, што значи дека имаме враќање на стариот председател на суд, ќе се одрази на одлуките кои што веќе се потпишани од лица кои што не треба да извршуваат таа дејност. Никој ова прашање не го отвори. Исто така многу интересно е што лицето кои што гласа за разрешување на таа председателка за председател на судски совет и понатаму се останаа таму и се работат со неа како ништо да не било. Вакви работи во иднина повеќе не смееме да имаме. Со измените на кривичниот законник владата не ги спроведе затворските казни за дела поврзани со корупција. Ова е главната забелешка на извештајот на Стејт департментот и е идентична како и забелешката во извештајот на Европската комисија за 2023. Нотирани се и сериозни ограничувања на слободата на изразување и слободата на медиумите. Очајната состојба на правосудството и ниската доверба на граѓаните во системот се исто така забелешки кои се нотирани во извештајот. Исто така забележани се и пожарот во Тетовската болница, скандалот на онкологија, 30 случаи на ОЈО за струшкиот градоначалник Рамис Мерко, од кои ниту еден не е процесуиран. Листата на сомнителни случаи за корупција е долга, а за ниту еден нема виновници ниту затворски казни.